Пред нея се представија Геги со страв и почит. И најстариот од нив рече: ако и да ми безпрестанок плачеш, многу тажна Кузманова мајко, порок не е, ниту срам не смасен. Таков син си изгубила, чии големи дела со восхит ќе ги прославуваат идните поколенија. Разбра ли нешто? Што си се стуткал, кажи. И како не разбра, владико? Ти видел во очите дека си разбрал. Оди си сега. Те разбра и очите му светна. Сега е задоволен. За него тоа што му го каже се онака како што го чул. И ништо повеќе. Но за мене и за тебе не е. Не е така, зашто ти му кажа само мал дел од она што го имаш написано на грчки. Му го кажа само она што му го порачуваат стиховите, но со послаби зборови, во поинаков облик, во облик посиромашен. За него тоа е доволно, но за тебе не е. Го знам јас тоа. И затоа сум овде, како што велите вие охриѓаните, да те опитам. Разбирливо ми е што се бориш против владиката Мелетии, но зошто се бориш против јазикот на кој си пеел како Славеј? И вам ли треба да ви објаснувам? Не се борам јас против јазикот, ни против грчкиот, ни против било кој друг јазик. Јас само се борам за својот јазик. Јас знам дека веќе никогаш не ќе можем да пропеам на својот јазик. И затоа ќе замолчам, ќе престанам да пишувам. Но затоа децата што ги учат, и оние што тие ќе продолжат да ги учат, ќе учат на свој јазик. Па нели по песната птиците се разликуваат? Зар не е грдно Славеот да си ја заборави песната и да пее онака како што ќе посека било која друга посилна птица?